Просечната производна цена на пченицата годинава е 9,14 денари и се очекува просечен принос од 3500 килограми од хектар, соопшти денеска министерот за земјоделство Лјупчо Николовски. Тој ги повика милничарите да ја земат во предвид цената во согласно со анализите за производните трошоци, за да ја формираат откупната цена. Секој регистриран откупувач на пченица што ќе купи домашно лебно жито до 15 септември 2018 година и ќе го исплати до 15 декември, ќе добие субвенција од 1 денар за килограм откупена пченица. Има два услови: да биде откупена до 15 септември годинава, но и да биде платена. И само доколку биде платена до 15 декември, ќе ги следува оваа субвенција од 1 ден. Ако очекуваме 70.000 тони од откупна пченица, само оваа мерка ќе не чини повеќе од 1 милион евро. Според Николовски се предлагаат уште неколку мерки кои предвидуваат зголемување на субвенцијата за 10% за земјоделците кои имаат над 100 хектари со полјоделски култури, како и исплата на 100% финансиска поддршка за оние што имаат пријавено 0,3 до 20 хектари. Ако досега со 10% земале по 1200 денари за хектар, сега со ова зголемување на 20% ќе добијат 2400 денари субвенција по хектар. Овие измени важат за сите полјоделски култури. На овој начин ќе ги мотивираме поголемите компании кои што се носители на вкупното производство на полјоделските култури. Министерот за земјоделство денеска на пресконференција најави нови 4 мерки за поддршка на полјоделството, особено во производството на пченица, со кои, како што нагласи тој, во секторот ќе влезат дополнителни 4 милиони евра. Николовски потсетува дека во тек е огласот за откуп на 13.000 тони домашна пченица за стокови резерви, кој ќе трае до 15 август, додавајќи дека може да учествуваат и помали земјоделци, бидејќи се дозволени и помали лотови.